Со повеќе активности денеска се одбележува 22 април, Денот на планетата Земја. Тема на годинашното меѓународно одбележување на Денот на планетата Земја е заштити ги видовите и има за цел да едуцира и да ја подигне свеста за брзото намалување на популацијата на растенија и диви животни предизвикано од човечки активности. Глобалното уништување и брзото намалување на популацијата на растенија и диви животни се директно поврзани со причините предизвикани од човечката активност, како што се климатските промени, уништувањето на шумите, загубата на живеалиштата, трговијата со луѓе и ловот, неодржливото земјоделство, загадувањето со пестицидите, поради што влијанијата се далекосежни. Сите промени кои влијаат врз биолошката разновидност, автоматски влијаат и врз функционалноста на екосистемите, а со тоа и врз човековата благосостојба. Поради тоа потребни ни се така наречени зелени идеи кои придонесуваат кон животната средина, кои користат ресурси од локалната заедница и кои придонесуваат кон одржлив развој, како што се едукацијата и подигнувањето на свеста за забрзаната стапка на истребување на милиони видови и причините и последиците од оваа појава, како и поттикнувањето на индивидуалните активности, како што е усвојување на растителна исхрана и запирање на употреба на пестициди и хербициди. Токму за таа цел, Сдруженијето на граѓани за заштита на животната средина Екозвон спроведува едукативна работилница во Средното училиште Браќа Миладиновци во Драчево, со цел да им се укаже на учениците на овој проблем. Денеска 22 април, Ден на планетата Земја, насекаде во светот се одбележува со различни активности и Организацијата на Обединети нации секоја година под некое мото дава да тие активности така и се одбележуваат. Мотото на овогодишните акции е заштити ги видовите. Така да сакавме да ги едуцираме повеќе и граѓаните и учениците за стапката на исчезнување на различните видови, како во нашата земја, така и во светот. Ги имаме премногу такви видови кои што се на работ на исчезнување, преку 113 видови, а најпознат од нив е рисот, например, кој што е наше национално богатство, но сепак тоа е една голема мачка која што и на која што и прети, да кажам, исчезнување, околу 50 видови, 40 до 50 видови се уште има. И нашите активности на денешниот ден се состојат во тоа што во училиштето Браќа Миладиновци во Драчево, кое што има кадри во земјоделие и во ветерина, кои што се директно поврзани со животните, сакавме во сите оделенија да на едукативен начин, односно со едукативни работилници, тоа го одбележиме, така и се направи, им се поделат флаери кои што понатаму тие на своите соученици од другите паралелки ќе им ги поделат своите научени знаења од денешниот ден. Еден од условите за изумирање на видовите се и климатските промени. Повисоките температури, сушите, поплавите и другите екстремни временски настани веќе ги загрозуваат живеалиштата и преживувањето на многу растенија и животни. Без проведување на мерки за ублажување и адаптирање кон климатските промени, се оценува дека повеќе од четвртина од сите видови на копно се изложени на ризик да исчезнат до 2050 година. Сметам дека треба повеќе да се работи на тоа. Можеби има невладини организации кои што работат на заштита на видовите, но сепак не значи дека само една организација треба со тоа да се занимава, туку треба системски да се решат тие прашања на системски начин. Се работи на заштита на видовите, но сепак се она што не обкружува климатските промени, например, загадувањето кое што го имаме, отпадот, стакленичките гасови, некогаш не сакајќи допринесуваат за исчезнување на тие видови, урбанизацијата на средината во која што живееме допринесува да тие се исчезнат едноставно или пак нивниот број се намали на некој мал број кој што едноставно не знаеме дали ќе опстане до наредната година или по некоја година. Сладјана Стаменкова од Екозвон упатува апел до сите да се едуцираат на било кој начин и да внимаваат на се она што не обкружува, намалувањето на отпадот, селектирање и рециклирање на отпадот и на тој начин да се заштитат оние видови кои се загрозени и на кои им се заканува исчезнување, како што е балканскиот рис,
кој ги населува густите шуми и тешко достапни области во Западна Македонија, а според последните податоци се претпоставува дека има околу 35 до 40 единки. Повеќе видови на животни кои се на работ од истребување се строго заштитени со закон, а загрозени и заштитени видови има околу 113.